Госпоѓо Бошковска, колку години поред веќе не славите, не сте заедно на Нова година, на Божични празници со вашиот сопруг кој е во затвор, господинот Љубе Бошковски? Па оваа година е веќе 8 година како не сме заедно. 4 години у Хаг, 1 у Пула и сега у Македонија. Целото семејство не сте заедно толку години? Да, 8 години не сме заедно. Оваа година јас и двете деца бевме во Бале во Хрватска у нашата куќа, а малиот син Филип замина за Македонија за да го посети пред Нова година татко му. А мислам дека ние ќе дојдеме за овие денови за Божик да го посетиме Љубе па да видиме како е и мислам и Нова година не ни е толку битна колку што ни се битни божичните празници. Како во контактот кога бевте со него, кога сте со него овие новогодишни празници, божични празници, кој е неговиот коментар, како се чувствува тој? Па, тоа е тешко прашање да се одговори како се чувствува, би требало него да го прашаме, но она што ние можеме да го осетиме му е доста тешко, како и на нас исто. Јас ќе кажам за мене дека ми се најтешки празниците кога доаѓаат Нова година, верските и така, бидејќи сме доста одвоени. Господјата Дивна Шиповиќ имаше интервју за Нова и подоцна на незиниот Facebook профил ја објави пораката од господинот Миодраг Шиповиќ, председавачот на општина Центар, на Советот на општина Центар, во која тој вели дека станува збор за политички монтиран процес, за тоа дека ќе дојде ден кога граѓаните, политичарите, сите луѓе во Македонија ќе можат да говорат слободно, да ја критикуваат власта. Кој е коментарот на вашиот сопруг, на господинот Љубе Бошковски? Па јас не би се сложила со коментарот на премиерот пред неколку дена што го даде во новогодишното интервју дека во Македонија нема политички затвореници. Јас мислам дека и господинот исто е политички затворен како и Љубе. Мислите на господин Шиповиќ? Да, за господин Шиповиќ, така да се слагам дека е тој политички затвореник, како и Љубе. Па ние го изчекуваме доста тоа време да дојде во Македонија и да се случи, но јас не знам колку македонците се имаат храброст да го дигнат својот глас, бидејќи се толку заслепени и опиени од лажните медиуми на власта, така да ја ги жалам на луѓето кои што се опиваат со медиумите, не размислуваат самите за ситуацијата во Македонија и не ја гледаат со вистински очи и реално каква е убити доле ситуацијата. Еве, јас може да кажам, сега имавме гости кои што се исмејуваа со градот Скопје и кои што кажаа дека ќе поминат ова година во Македонија само да видат што све е таму, кој циркус направен. Во кој смисол за градот Скопје? Па, смисол проектот 2014. Па не им е јасно бите зошто се толку пари потрошени за еден град за да се изградат толкави лажни споменици како што се направени во Македонија. Вие не живеете во моментов во Македонија, живеете во Хрватска, на Бале всушност. И зошто се вратите во Македонија? Па во Македонија не се вративме поради ситуацијата што сме обкружени доле во татковината. Језде е многу жално што не сме доле и што сме овдека, но тоа е реалност, баре тука имаме некоја друга слобода и сме позаштитени него доле. Во кој смисол позаштитени? Имате ли притисоци, се платите? Па кога бевме доле, да. Од кога бевме во Македонија, да, но затоа се повлековме овдека и мислам дека тоа ни е за нас кои што имаме двојно државјанство е некој спас, али и за луѓето кои што живеат во Македонија и кои што мора да се во татковината по секоја цена, ги жалам. Од кога имавте закани
Кој ви се закануваше, од кого имаше притисоци? Па сега луѓето не би ги потенцирала за име, бидејќи знаете нашата ситуација, за све нешто што ќе кажеме сме давани на судови, но одредени луѓе кои што се блиски до власта. Така да еве, јас би повикала премиерот ако сака во новата година да се видиме, да испиеме едно кафе и да поразговараме за да му кажеме дел на притисоците од блиски луѓе кои што ги имаме. Сметате дека премиерот Груевски би ве заштитил? Па јас би потражила, а дали ќе не заштити, тоа е негово право. Добро, јас ви благодарам за ова кратко интервју. И на вас исто ви посакувам све најубаво во новата година и за божичните празници, а воедно и на сите граѓани на Република Македонија и да гледаат ситуацијата од очите нивни, а не од очите на телевизиите државни.